Пеколните гориштини и ковид случаите изминативе денови ги вжештија телефоните во Скопската брза помош. Малаксаност, покачена телесна температура и диареја се најчестите проблеми за кои се жалат пациентите изминатиот период, велат лекарите. Граѓаните често ги мешаат симптомите, предизвикани од топлото време со оние на COVID-19, со оглед на тоа што се слични. Здравствените работници се загрижени дека може да настане хаос. Сакам да напоменам дека во борбата со COVID потребно е сите да учествуваме, од човекот како поединка, со својата лична заштита па до највисоките институции. Лекарите се подготвени дека по продолжениот празничен викенд, кој ги наполни туристичките места во земјава, бројките ќе бидат поголеми. Свесни се дека непочитувањето на мерките ќе им ја зголеми работата. Така имавме претходни празници, а потоа годишните одмори. Знаете како што викаат дека луѓето одмараат, но заразата не одмара. Значи, ковидот е заразна болест и таа се шири. Потребна е само заштита. Да, се очекува зголемен број на пациенти од болни од ковид. Доколку корона кривата продолжи да расте или тече во исто темпо со троцифрени бројки на заболени и се тестира уште помасовно, македонскиот здравствен систем ке колабира. Неодамна предупреди првиот човек на Центарот за јавно здравје, Александар Стојанов. Во меѓувреме, здравствените работници, кои веќе се на работна издржливост, се жалат за лошата состојба и недостигот на кадар. Тешка е состојбата, навистина е тешка состојбата, екипите работат на терен, ја менјаат личната заштита, опремата за лична заштита на секоја интервенција, било да е ковид или не. Тешко е, навистина е тешко. Во меѓувреме епидемиолозите гласно алармираат дека сега не треба да се отворат училиштата и градинките. Тие предупредуваат дека со доаѓањето на есента ќе настапи периодот на настинки на сезонскиот грип. И тогаш Македонија ќе се соочи со 3 вируса кои наликуваат еден на друг. И тоа дополнително ќе ја влоши епидемиолошката слика во државата.